Добро утро за сите оние кои што сега се вклучуваат на утринската. Се наоѓаме во Карпош 3, така? Карпош 3 ова, Тања, да. Карпош 3 и ќе зборуваме на една интересна тема. Мислам дека, како велат, најлесниот начин да уништиш еден народ или нација е да му го направиш образованието на најдолно. Така е, Кате. Се сложувам апсолутно. Така е, да. Да. И сега, 5 октомври беше светскиот ден на учителите или наставниците по-ново, нели? Но јас сакам во ова линковско вклучување со професорката Татјана Алексиќ да позборуваме на темата што значи да се биде учител или даскал, како таа знае да си каже. Добро утро, Кате. Поздрав до гледачите на Телма, еден дождлив поздрав од Карпош 3. Честитки до сите колеги, просветни работници, за светскиот ден учителот, честитки за наградените колеги, за оние кои се во пензија. Учителствувањето, често го кажам, тоа е благородна работа. Разликата помеѓу даскал и учител е само во изразот. Даскал е еден архаизам кој се користи. Мене ми исклучително драг поради поврзаноста на многу наши народни учители од минатото. Даскал камче без атрибутот даскал не би било тоа, нели, на баташката печатница, нашите учебникари. Дури не можеме да кажеме и за Пенушлиски, ако не кажеме професор Пенушлиски или професор Владета Еродич. Тоа се луѓе учители кои вечно ќе останат во паметење по своите учителски дејности без оглед што ги има другите професии. Оно што ни се случува, воведот и го слушна во последно време, значи не последно време, можеби со децении наназад, не сме задоволни од образовниот процес и ако сакаш да ја видиш културата на еден народ, на една држава, воопшто треба да го видиш образовниот систем и тоа не она што се учи, туку како се учи. Малку украдов од уште еден голем учител, Јан Коменски, и како теолог или како просветен работник. Така што начинот на кој што им пренесуваме знаење на нашите ученици не прави автентични. Ние сите имаме ист материјал, исто предаваме и исти нагледни средства со нијанси, меѓутоа мотивацијскиот момент е многу важен. За мене се најважни можеби учителките, ние од предучилишна возраст, дури воспитувачките во градинки. Јас би ги платила најмногу нив, па потоа во хиерархијата, со должна почит кон универзитетските професори, тоа е веќе друго. Тоа се студирало, се докторирало, нема споредба. Затоа што секој дете сака да оди во школа. Што им правиме понатаму ние во системот за да не сакаат? Понатаму кога ќе дојдат кај нас во гимназија, тие се веќе изградени во карактерот и не можеме многу да делуваме, можеме да домотивираме или да демотивираме, во зависност од нашиот. Важни сме, многу сме важни, нашиот капацитет. Децата овие какви што се такви заради системот. Не можеме во нив да бараме проблем. И оно што е пресудно за еден учител, што го велам за себе, треба да знаеш да ги почитуваш децата, да ја сакаш училницата и се друго ќе се оди на еден спонтан начин. Дури кога се невоспитани децата, дури кога се дрски, оно што имаме безобразни. Такви сме ние возрастните, таков е системот. Така. Сте рекли учењето е одговорност, играчките се за играње, а книгите за читање, кај децата треба да разбудиме креативноста. Како до неа? Да. Играчките се за играње. Ние сакаме да учиме преку игра, да, меѓутоа тоа во одреден период на возраста, затоа што се учи, човек учи до режим, образовниот процес трае или трае. И не смееме да постојано да се идентификуваме дека учењето е игра, одговорност е. Книга е, ќе речат децата, па не е интересна, не е сликовница, па не е сликовница ти е кога си мал, сега веќе имаш црно-бела техника, читаш. Но она што во последно време преку игра тие сакаат компјутерски, со компјутерска анимација да дојде до некоја информација, интересно има, нели што ние нивните, како викаат, флешови, па не знам, интересни, со музичка позадина. Не е баш така. Учењето бара концентрација, книгата бара да ја имаш, да ја држиш во раце, да подвлекуваш, што велам ја да ја чкрташ, за да имаш интерактивност со неа и за да книгата понатаму прочитаното има употребна вредност. Ние не учиме за да бидеме умни, ние учиме понатаму за да се продадеме на пазарот на трудот. Супер кажано. Сега уште нешто ме интересира. Во вашата биографија имате професорување, како да кажам, нели по македонски во Димитар Влахов, а потоа сте дел од Корчагин веќе со години, така. Но тоа се различни типови на деца. И морам да прашам, дали наставникот, учителот, даскалот, како сакате наречете го, дали професорката Татјана Алексиќ научи нешто од оние деца во Димитар Влахов,
па тоа умееше да им го прираскаже на оние во Корчагин, како велат овие што се ултра ги бива за математика и така натаму и така наваму. Оние па ги бива за фризерај, за да направат добро парче месо да изделкаат или да направат добра чорба. Многу научив од Влаховци, тоа е она баш моето калење како наставник, како даскал. Тоа се деца кои учат за да бидат идни мајстори на своите занаети. Дури и тоа го повторав и се лутев за тоа што средните стручни училишта замреа со нивната пракса, повторно гледам ќе се активираат и тоа е за поздрав, затоа што не треба сите да бидат менаџери, директори. Не може. И општеството бара јадро на едно здраво општество се занаетите и многу научив. Некош на шега велам од Бронкс отидов на Беркли. Од Корчагин можеш да учиш од тие ученици во смисла што се навистина заинтересирани за наука. Значи, кај нив процентуално сите одат понатаму, да студира, да се образуваат, само ги гледаш магистрирале, докторира. Има и во Димитар Влахов и многу ме радува кога ќе ме викнат на нивните магистерски, там има деца кои се со високо образование, но процентуално помалку. Така да убаво е кога учителот ќе се искали, јас сум дури зона да се отиде некаде насало и таму да учиш малку, во ние училници со ќумбиња. Од тие деца специфични се, таму влада оној здрав селски дух кој ја го сакам, го почитувам и дури тогаш можеш да кажеш за себе дека си го поминал из искуството. Така сите професии, докторите почнуваат нели од брза помош па дури не станат директори или министри. Така е, да. Добро, се чувствувате себе си за човек кој што, например, можеби никогаш требало да биде награден? Имате ли добиена награда за најдобар професор до сега? Постојано добивам награда од децата. Таа љубов ми е награда. Имам една училишна, многу манифестација просветилка која за сите нас и тука сме наградени. Кога ќе видиш топлината на детето во очите, кога ќе те види после толку години, тоа е награда. Другите награди се битни за тие што ги добиваат, ја им се радувам на тие што ги добиваат и секако дека сум дел од нив, сочувствувам со тоа. Не треба поголема награда. Децата кога ќе те надминат, кога ќе видиш, кога ќе ти кажат, ле професорке да не бевте вие или вие ме натеравте да читам, заради вас нема поголема награда. Затоа е благородна работа. Ние сме како благородници, како зрееш, учителстваш, стануваш се попитом, покроток, поумен, како да кажам, не се веќе оние младешки занеси дека некоја амбиција треба да те турка напред. Доволна е таа амбиција кога си ги гледаме децата здрави. Знаете како, овој разговор сакам да го завршам или да ви испровоцирам. Знам дека сте направиле безброј представи заедно со вашите ученици и тие станале потоа и драматурзи, и глумци, и режисери, и што ли не. Дали ќе се сетите? Јас обично си пеам, си рецитирам на линкови. Ке се сетите ли првото што ви паѓа на некој текст, можеби дело текст или нешто, да го завршиме ова линковско вклучување. Така би сакала. Ке се сетите ли на нешто? Не ви кажав да се сетите, ама знам дека Горан Стефановски, например, ке се сетите на некоја негова, да речеме, за крај. Последната представа Јазик, баш ја завршивме, закруживме со Горан Стефановски, кој има бескрајно многу бистри и мудрости и кој апелира од оној свет, или не гледа постојано дека јазикот е нешто што е многу важно. И по оно што сакам да го пратам преку телевизија Телма, дека јазикот е многу важен, битен и дека треба да го негуваме како нешто свето, духовно, а не само како нешто формално. Супер. Сега не знам, јас додека се вклучувавме, се направи лом овде, само секунда режија, затоа што не ве слушам, пардон, студио. Имаме чадурите од Телма. Да, чадурите од Телма ни се тука, нови ни се и се. Дали се слушаме сега, да немате никое дополнително прашање вие? Да, Кате, бидејќи отприлика го следевме во целост интервјуто, поздрав огромен до нашата Татјана. Само да прашам, не знам дали можеби негде како сегмент сигурно негде исподели, меѓутоа кој беше клучниот момент кој што влијаеше во формувањето на кариерата од да го повторам прашањето. Сега ме слушаш, Кате? Да. Ме интересира... Да, слушам. Супер. Ме интересира ако можеш само да ја прашаш кој беше клучниот момент или есенцијалниот момент кој што влијаеше во формувањето на кариерата за да биде денес еден од нашите најпочитувани професори даскали Татјана. Аха, да. Татјана, имаме прашање од студио. Кој беше најважниот момент, круцијалниот момент за да бидете еден од најдобрите даскали? Помива? Ја не сум еден од најдобрите даскали, имам многу, меѓутоа секогаш сакав да бидам даскалка и сега се сетив на Горан Стефановски кој вели една секунда подоцна е за секогаш предоцна. Вистинскиот секунд го фатив да се запишам на светска книжевност
општи и компаративни, да завршам, во дипломата ми пишува професор по општи и компаративна книжевност и никогаш не сум се покајала заради тоа. Значи, од секогаш сум си го сакала своето место во училница. А кога ни е мала платата, наместо да плачам, ја тезгарам, наоѓам начин да се надополнам со хонорарите за да останам во училницата и да не си го намалам својот ентузијазам, ниту знаењето, ниту оно што го поседувам како еден учител, учителка.